Добар ден, драги ученици! Денешниот час по математика ќе го одржам јас, наставничката Билјана Димитриевска од Основното училиште Крум Тошев, Трубарево. Денешниот час ќе биде за делење и множење на троцифрен со едноцифрен број. Јас сум овде да ви помогнам на наједноставен и најлесен начин да ви ја објаснам постапката како ќе помножиме и поделиме троцифрен со едноцифрен број. За таа цел е неколку примери преку кои ќе се потсетиме на самата операција делење. Задача број 1. 8 бомбони се поделени на две деца подеднакво. По колку бомбони добило секое дете? Оваа задача ќе ја напишеме на следниот начин. 8 поделено со бројот 2 е еднакво, јас се надевам дека одговорот веќе сите го знаете. 4. Ке си запишеме. Секое дете добило по 4 бомбони. Оваа задача ќе ја искористиме да повториме како се викаат броевите кога станува збор за операцијата делење. Првиот број е деленик. Вториот број делител, резултатот што ќе го добиеме количник. Продолжуваме понатаму. Како ќе поделиме 80 бомбони на две деца? Ова можеме да го запишеме како 80 поделено на бројот 2. Овој двоцифрен број, односно оваа десетка, можеме да напишеме како 8D. И на овој начин задачата станува сега, забележувате, многу полесна и многу поедноставна за решавање. 8D поделено со 2 е еднакво на 4D, односно 4 десетки, а тоа е бројот 40. Истото ќе се случи и доколку имаме една цела стотка. Односно, како ќе го поделиме 800 на бројот 2? 800 можеме уште да го запишеме како 8S и ќе ја добиеме задачата. 8S поделено со 2 е еднакво на 4 стотки, а тоа е еднакво на бројот 400. Сега мислам дека веќе можеме да започнеме со постапката, да ви покажам на кој начин би поделиле троцифрен број со едноцифрен. Отворете ги вашите тетрадки и запишете го следниот број. 693 поделено со бројот 3. Во овој број имаме 6 стотки, 9 десетки и 3 единици. Најважно е да знаете дека кога имаме операција делење, секогаш се започнува со делењето од најголемиот број кој што ни е даден, а во нашиот случај ќе започнеме со бројот 6 кој се наоѓа на местото на стотките. Прашањето кое што треба сега да си го поставиме е колку пати бројот 3 се содржи во бројот 6? Одговорот е 2 пати. Тоа го проверуваме со обратната постапка од делењето, а тоа е множењето. Бројот 2 го запишуваме на местото на количникот и велиме 2 помножено со 3 е еднакво на 6. Производот 6 го запишуваме веднаш под бројот на стотките, го ставаме знакот минус и одземаме. 6 минус 6 е еднакво на 0. Постапката продолжува со тоа што сега ќе го спуштиме бројот кој што доаѓа следен, а тоа е бројот 9 кој стои на местото на десетките. Прашањето е повторно истото. Колку пати бројот 3 се содржи во бројот 9? Одговорот е 3 пати. Бројот 3 го запишуваме во количникот и проверуваме дали навистина е така. 3 помножено со 3 е еднакво на 9. Производот 9 го запишуваме веднаш под местото на десетките, го ставаме знакот минус и ја добиваме задачата. 9 минус 9 е еднакво на 0. Продолжуваме со спуштање на бројот 3. Тој се наоѓа на местото на единиците. Прашањето е повторно истото. Колку пати бројот 3 се содржи во 3? Еднаш. Бројот 1 го запишуваме во количникот и со операцијата множење проверуваме дали навистина е така.
1 помножено со 3 е еднакво на 3. Го ставаме знакот минус и викаме 3 минус 3 еднакво на 0. Со тоа задачата сме ја завршиле, односно троцифрениот број сме го поделиле, а ако на крај, како во нашиот случај, 3 минус 3 е еднакво на 0, задачата заврши со 0, тогаш велиме дека станува збор за задачи кои што се без остаток. Можеме да поминеме на следниот пример. Запишете 756 поделено со бројот 2. Продолжуваме со делењето со првиот најголем број, а тоа е бројот 7 кој што се наоѓа на местото на стотките. Прашуваме колку пати бројот 2 се содржи во бројот 7? 3 пати. Бројот 3 го запишуваме во количникот. Проверуваме. 3 помножено со 2 е еднакво на 6. Производот го запишуваме веднаш под местото на стотките, го ставаме знакот минус и одземаме. 7 минус 6 е еднакво на 1. Веднаш до бројот 1, постапката ја продолжуваме со спуштање на следниот број, односно бројот 5 кој што се наоѓа на местото на десетките. Бројот 15. Колку пати бројот 2 се содржи во бројот 15? 7. Ајде да провериме. 7 помножено со бројот 2 е еднакво на 14. 14 го запишуваме веднаш под бројот 15. Го ставаме знакот минус и одземаме. 15 минус 14, тоа е еднакво на 1. До бројот 1 веднаш ги спуштаме единиците. Прашуваме колку пати бројот 2 се содржи во бројот 16? 8. 8 помножено со бројот 2 е еднакво на 16. Го пишуваме знакот минус и одземаме. 16 минус 16 е еднакво на 0. Доколку сте готови, сакам да разгледаме уште еден пример. Во оваа задача сакам се ја напишав затоа што внатре во неа го содржи бројот 0. И да видиме како ќе се однесуваме доколку имаме ваква задача за решавање. Почнуваме повторно со стотките. Прашуваме колку пати бројот 3 се содржи во 6? 2 пати. Бројот 2 го запишувам во количникот. Проверуваме. 2 помножено со 3 е еднакво на 6. Производот 6 го запишувам веднаш под местото на стотките, го ставам знакот минус и одземаме. 6 минус 6 е еднакво на 0. Доаѓаме до местото на десетките. Таму стои бројот 0. Бидејќи вие веќе знаете дека со нулата не можеме да делиме, затоа оваа десетка ја препишуваме и ја ставаме во количникот веднаш до бројот 2, а постапката продолжува со тоа што го спуштаме бројот 9 кој што стои на местото на единиците. Прашањето повторно го знаете. Колку пати бројот 3 се содржи во бројот 9? 3 пати. Бројот 3 го запишуваме во количникот. Проверуваме. 3 помножено со 3 е еднакво на 9. Го ставаме знакот минус, одземаме и добиваме 9 минус 9 е еднакво на 0. Следниве примери, кои што сум ви ги запишала, ќе треба да ги решите вие самите во вашите тетрадки. 268 поделено на 2. 585 поделено со 5. 616 поделено со 4. 705 поделено со 3. 606 поделено со бројот 2 и 108 поделено со бројот 3. Откако ќе ги решите овие задачи, сигурно ќе сакаме да провериме и да знаеме дали точно сме ги решиле. Тоа ќе го направиме со обратната постапка од делењето, а тоа е множењето. И тоа на неколку начини можеме да го сториме. Со разложување, во табела или пак во колона. Да си го запишеме следниот број. 647 помножено со бројот 2. Доколку оваа задача сега сакаме да ја решиме со разложување, тогаш би имале бројот 2 ќе треба да го помножиме прво со стотките.
бројот 2 да го помножиме после само со десетките и на крај бројот 2 да го помножиме со единиците и би ја добиле следнава задача. Во заграда 600 помножено со 2 плюс 40 помножено со бројот 2 во заграда плюс 7 помножено со бројот 2 во заграда. Помножуваме тоа што го имаме во заградата и добиваме 1200 плюс 80 плюс 14 е еднакво. Собираме 1200 со 80. Добиваме 1280 плюс 14 си го препишуваме за на крај да го добиеме резултатот 1294. Оваа задача доколку сакаме да ја решиме во табела. Во првиот ред го забележувате знакот за множење и бројот со кој што множиме, односно бројот 2. Самиот број кој што го имаме е разложен на стотки, десетки и единици. Па така ќе добиеме 600 помножено со бројот 2, 1200. 40 помножено со бројот 2, 80. 7 помножено со бројот 2, 14. Тоа сето ќе го собереме и го добиваме резултатот 1294. И последниот, третиот начин, во колона го запишуваме бројот 647. Веднаш под него го ставаме знакот за множење и бројот со кој што множиме. Ставаме линија и почнуваме да множиме. Почнуваме со бројот 2 да го помножиме со стотките. И ќе кажеме 2 по 600 е 1200. 2 по 40 го добиваме бројот 80. Овие бројки ги пишуваме една под друга. 2 го помножуваме со бројот 7 еднакво на 14. Го ставаме знакот за собирање, црта и го добиваме решението 1294. Ви поставив неколку задачи, а вие сте тие кои што ќе го одберете на кој начин и по кој метод ќе ги решите. Под А 162 помножено со 3, 415 помножено со 4 и под С 624 помножено со 7. Со ова јас часот го завршувам и сметам, драги деца, дека ви помогнав и ви дадов лесен начин како најдобро да поделите и помножите троцифрен со едноцифрен број. Се надевам дека овие задачи ќе ги решите без да имате никаков проблем, а ние се гледаме во некоја наредна прилика на некој нареден час. Довидување.